Почитувани, гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Елена Пренџова. Таа е млада, талентирана и силна жена. Професорка по англиски јазик и книжевност и магистерка по филолошки науки. Уредничка на книжевното списание Современост. Пионерка во организацијата на слем настани кај нас и во регионов и над се поетеса. Кога Елена Пренџова би фрлила поглед врз изминатава декада, што би видела зад себе? Дузина поетски објави и безмалку уште толку значајни награди. Го живее ли поетесата својот творечки сон или твори затоа што, како што самата во една прилика ќе рече, поезијата ја смета за најважната споредна историја на човештвото? Да, тоа го изјавив затоа што сметам дека книжевноста е исто онолку веродостојна за времето во кое што е создадена, односно да создаде слика за времето во кое што е создадена, исто онака како историјата. Меѓутоа го покажува тоа од еден поинаков аспект. Историјата пишува за војните, за општествените случувања, за официјалните општествени случувања, а книжевноста, вклучувајќи ја тука и поезијата, пишува за онаа замолчена историја на обичниот народ, особено на жените. Сега, дали јас го живам својот творечки сон? Јас немам творечки сон, барем не во смисол на она што другите го мислат кога ќе го кажат тоа. Јас никогаш, кога бев мала, кога ќе ме запрашаа што сакаш ти да бидеш кога ќе пораснеш, никогаш не кажував и не знаев дека ќе бидам поетеса. Значи, јас едноставно творам и мислам на делото како творба. А потоа се што се случува со него како објавено дело, потоа со мене како авторка на тоа дело, тоа се само веќе последици кои што јас морам да научам да се носам со нив. Кога јас размислувам за поезијата и за творештвото, размислувам само на песните и на делата. И дали тоа што во моментот кога ќе произлезе од мене е навистина најдоброто што сум го можела во тој момент. Само на тоа. Понатаму времето и критиката, публиката си го кажуваат своето. Ако поезијата од секогаш цврсто си го држи своето место во општеството, каква е нејзината позиција овде и сега, во оваа наша Македонија? Поезијата од секогаш била привилегија на елитата. Значи, пред се била привилегија на оние кои што биле писмени, зборувам историски гледано, потоа била привилегија на елитата. Денеска не е елитизирана поезијата и ме радува тоа. Денеска навистина е достапна до сите оние кои што сакаат да ја конзумираат. Меѓутоа, јас си го поставувам прашањето колку процентуално од целата читателска публика сака да чита поезија. Тоа секако не е 90%. Тоа не е ни 50-50 во однос на прозата, поезијата. Еднашка ми го поставија прашањето дали верувам дека поезијата може да го смени светот. Да, може, ама доколку ја читаат. Ако не ја читаат, нема да има медиум некој за да може да ја абсорбира. Тоа се обидувам да го направам со слемот. Не да измислам нов жанр, туку да преземам еден жанр и поетски жанр и да го направам достапен на публиката, меѓутоа на аудитивната публика, не на читателската публика, затоа што верувам дека доколку сервираме на некоја публика аудитивно поезија, потоа таа публика станува потенцијална читателска публика. Така што во ова време, значи кога говорам за ова време, јас мислам глобално, не мислам на овде и сега, не мислам на централизирано Скопје, не мислам на Македонија, не мислам на Балкан, туку зборувам за за целата земјина топка, дека ние не живееме во време во кое што е благонаклонето кон поезијата. Луѓето треба да јадат и треба да се облекуваат и треба да плаќаат сметки. Екзистенцијалното прашање е најосновно и најбитно. Кога сите тие работи ќе ги средиме во животот на луѓето, тогаш можеме да им понудиме поезија. Подобра или полоша, поквалитетна или понеквалитетна, меѓутоа тогаш можеме да им понудиме поезија. Не можеме ние да им нудиме поезија на гладните деца во Африка. Нив треба храна да им дадеме. Тогаш кога ќе им дадеме храна и работа, тогаш можеме да им нудиме поезија. Меѓутоа, денеска колку да се закрилуваме под капата на демократијата. Историски гледано знаеме дека кога бил зародишот на демократијата не била демократија во вистинска смисла на зборот. Сепак народот немал право на глас, робовите и жените немале право на глас. Значи народот биле мажите. А таа едностранност не е демократија. Демократијата е хетерогена, не е хомогена. И денеска не се случува тоа. Денеска живееме во
во свет на луѓе кои што бараат работа и на луѓе кои што даваат работа. Кога тие работи помеѓу нив, односите помеѓу нив ќе се избалансираат на едно хумано ниво, хуманистичко ниво, тогаш можеме да говориме за општество во кое што поезијата ќе биде на пиедестал. Каде во таквите услови на битисање е местото на младата поезија? Колку младите поети со својата реч можат да влијаат на општествените промени? Ја има ли нивната песна силата да биде двигател на мислата, совест на поведението? Па, јас сметам дека можат да влијаат. Мислам, особено тие автори и авторки кои што се решаваат да пишуваат општествено ангажирана поезија, би извршиле самоубиство доколку би верувале дека нивната поезија не би довела до никакви промени. Значи, основното мора да биде тоа. Доколку некои пишуваат општествено ангажирана поезија, тогаш мора да се надеваат на некакви промени. Промените се случуваат глобално, меѓутоа единките се оние кои што ги поттикнуваат и кои што ги вршат. Нормално со некогаш полесно, некогаш потешко, некогаш безуспешно, некогаш успешно, меѓутоа мора да тргнеме кон вербата дека нели правиме нешто кое би довело до промена. Мене ми се случи тоа пред неколку години во Прилепскиот слем, на Прилепскиот слем. Читав една песна за жената. Се викаше за историјата на женската фигура. И таму го покренував општественото прашање на жената како општествено битие. И како биолошко, меѓутоа и меѓу другото и како општествено битие. Песната многу им се допадна на едни тинејџерки, предпоставам прва или втора година средно. Јас им ја дадов, ја имав испринтано на лист, им ја дадов. И не мислите дека тоа е промена? Значи, тие девојчиња сега имаат некое четиво кое што ќе им даде некаков поинаков светоглед од она што тие претходно биле научени. И јас искрено се надевам дека тоа им е некоја одскочна даска на која што они понатаму ќе се развиваат како освестени жени. Значи, и некое мало навидум беззначајно стихче или како да кажам зборче ставено во песната може да изврши многу промени. Меѓутоа повторно ќе кажам, потребно да биде тоа достапна. Оти ако никој не ја чита не може да доведе до промена, мора медиумот да се најде да дојде до читателската или аудитивната публика. Сега, нормално е во секој општество да има млади поети и стари поети, во смисол поети кои што се долго на сцената, на книжевната сцена и поети кои што се релативно нови на книжевната сцена. Меѓутоа мислам дека конкретно во ова современо време во кое што ние живееме, ерата на компјутеризацијата, дело младите поети, велам младите затоа што пред се тие се оние кои што ги користат социјалните мрежи и тие компјутерски интернет канали. Повеќе, процентуално повеќе и почесто за разлика од другите генерации. Со колешката Оливера Доцевска сте подпишани како приредувачи на антологијата на женското писмо во последниве 10 години на Антолог, насловена како "Ова е моето последно молчење". Насловот е превземен од пиетет кон поетесата Даница Ручига и чинам идеално се совпаѓа со вашите заложби да се биде гласен во времево на молчење. Вие сега понудивте општествено читање на насловот на антологијата. Драго ми е што ете, првенствено со насловот, а потоа и со целата книга, книгата ќе понуди различни толкувања и читања, тоа значи дека не е еднострана, туку е вредна и отворена за инакви читања и толкувања. Меѓутоа, ние кога го одбравме насловот, имавме нешто сосема друго на ум. Целта ни беше да ги собереме на едно место сите имиња на сите оние авторки кои што континуирано творат на современ македонски јазик во последниве неколку години, не со цел за да ги селектираме по некакви си критериуми, не знам, на најдобра поезија, не знам, на тематски некој критериум, не знам, критериум на форма на песна и слично, туку спротивно на тоа да ги инкорпорираме за да покажеме на македонските читатели и читателки дека и покрај тоа што официјално жените авторки
не се застапени многу на официјалните читања и поетски манифестации, сепак постојат на постојат на книжевната сцена. Ова е моето последно молчење, е стих од една песна од авторката, поетесата Даница Ручигај, која што според мене представува едно од првичните женски писма на македонската на македонската книжевна традиција. Меѓутоа многу подоцна од нејзината смрт и од објавувањето на нејзините песни се појавува првото феминистичко читање на нејзините песни и првото феминистичко толкување. Од причина што на почетокот првите толкувачи биле мажи автори и феминистичката книжевна теорија во Македонија едноставно не била не зала замав, не била огласена овде. Како поетеса, автор, уметник, сопствените ставови ги искажувате и на настапите во рамките на Караванот на слободата. Како се најдовте таму, зарем не се плашите од последиците? Од тоа дека оние кои не мислат како вас ќе ве обележат, ќе се обидат да ви го стивнат зборот, да ви ја заробат мислата. Се најдов таму по покана. Позната сум по тоа што јас скоро никогаш не одбивам покани за настап. Прво од како да кажам, колегијални човечни причини, пријателски, некој ве кани, убаво е да ја прифатите поканата наместо да ја одбиете. Не се плашам од етикетации. Тоа е составен дел од животот. Мислам, разберете, со самиот факт да бидете жена и да имате 30 години, да не бидете во брак, тоа е веќе одредено етикетирање. Со самото тоа што како жена ќе се вратите дома сама пешки после полнок, и тоа е етикетирање. Такво е општеството. Мислам дека јавните личности не треба да се занимаваат многу околу тоа кој што, како, што ќе каже. И не само јавните личности, него воопшто и сите личности. Од среќата си ја градиме самите, а не кажувањата на другите. Сега, проблемот со таа етикетизација и конкретно со ова прашање во овој контекст е целата политизација и партизација на општеството во кое што сега ние живееме и на кое што ние сите сме жртви. Сметам дека одењето на протести, на контрапротести веќе почна да се сведува како одење на обезглавување или спалување вештелки на клада во средниот век. Едноставно, толку е тоа масовно посетено, што мислам дека веќе се губи целата таа идеологија и причина зошто некој е отиден нешто да даде како свој глас, како свое размислување. Исто од друга страна, не сметам дека уметниците треба да се занимаваат со тоа од каде доаѓаат средствата и од каде доаѓаат можностите за уметникот да си го направи своето дело или еве да си го во нашиот медиум, во мојот медиум, во поезијата, ми се дава сцена и јас можам да си ја кажам својата уметност, да си ја кажам својата песна. Не мислам дека треба да се заморува многу од кој каде што, како го прави тоа, па јас дали да одам таму да настапувам или не. Едноставно тоа е можност да ја представам својата поезија, а тоа е и можност на другите да се запознаат со мојата поезија и не само со мојата поезија, туку и со поезијата како уметнички концепт. Ви благодарам на разговор. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.